Добар ден. Прекрасното време не остава да седиме дома, не остава да видиме покрај малите екрани, но сепак за оние кои се наоѓаат пред нивните ТВ приемници, ветуваме возбудливи 30 минути. Одвоивме време за тест на хибридниот Toyota RAV4. Ви носиме новитети од Шпанија, поточно од новиот Seat Ateca. Потоа ќе ви го прикажеме и новиот Suzuki Baleno, но да не ги откриваме сите адути на самиот почеток. Затоа останете покрај вашите приемници. Веднаш по рекламите тргаме со автомобилските возбудувања. Запознајте ја новата звезда во флотата на Mercedes-Benz. Новата Е-класа, која го прави секое ваше патување. Патување во прва класа. Mercedes-Benz. The best or nothing. Дами и господа, од сега 16 е вашата омилена бројка. Замислете, Toyota Auris, Toyota Avensis и Toyota RAV4 со било кој пакет на опрема ги добивате со неверојатни 16% попуст, а вашиот нов автомобил ќе има 6 години вистинска фабричка гаранција. Но побрзајте, имаме само 16 вакви возила. Прашањето е дали вие ќе бидете еден од 16 срекници. Ова е Toyota, а врвните понуди изгледаат вака. Toyota, always a better way. Peugeot 508. Моќен и ефикасен блокада и мотор за 290 евра месечно. Designed with a little more attitude. Mazda 6. Mazda. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува патничко, домаќинско осигурување и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Испитувањето на лимитите е предизвикот на Гинис, а Nissan GT-R има материјал за тоа. Но недоволно за спроведувањето на малку сулудата идеја на јапонскиот дрифт шампион Масато Кавабата. Тој сметаше дека за соборување на Гинисовиот рекорд во дрифтање со најголема брзина му требаат повеќе од неговите сериски 565 конски сили. Колку и да изгледа овој подвиг блискоисточно, бидејќи се има случајно во Фуџеира, кој е еден од 7 обединети Арапски Емирати, тој сепак е во 100% режија од далекиот исток каде работат инженерите на Nissan. Тие живеат за и покрај GT-R и не им беше проблем да ја подготват оваа специјално тюнирана верзија за јапонскиот дрифт мајстор. А тој како што реномето му бара, до максимум ги искористи 1380 конски сили, со кои испрекајги ги на задните тркала на монструмот за чиј управувач седеше, дрифташе под агол од 30 степени со брзина од 305 км на час.
Предходниот рекорд во оваа дисциплина го држеше полјакот Јакуб Признигонски, кој со Toyota GT86 со 1068 коњски сили во 2013-та на аеродромот во Варшава дрифташе со брзина од само 256 км на час. Nissan GT-R е специфичен во светот на автомобилите по уште една работа. Неговите мотори се прават рачно. За нив се задолжени само 5 врвни мајстори на Nissan, предводени од Такуми Куросава. Тие со микроскопска прецизност ја монтираат оваа неверојатна 3,8 литарска твин турбо машина која влева стравопочит. За тој процес кој се одвива во така наречената чиста соба во фабриката на Nissan во Јокохама им требаат околу 6 часа, пошто можат да ја прикачат плочката со своето име на неа. Иако за сите овие 10 години колку што постои GT-R, секое делче од моторот е изменето, додека процесот на производство остана ист. Тоа е и причината зашто Nissan не може да испорача повеќе примероци од својот суперспортист за да ги задоволи желбите на зависниците од адреналин. Сузуки не е мал производител на автомобили. Тој е производител на мали автомобили. Со продажба од 3 милиони парчиња годишно, тој никако не може да биде мал, но на јапонците им одговара да мислиме така, иако тој факт сосема не им се допаѓа. И покрај тоа го негуваат и не сакаат многу да го променат. Затоа и акцентот на сите нивни новитети е насочен кон тоа да бидат што помали. Сепак од време на време се појавува и нешто друго. Така сега по одличниот, но за жал неуспешен Казаши, Сузуки го прекина молчењето и во компактната класа. Таму некогаш беше Балено, следеше Лијана, па настана затишје кое траеше долг низ години. Најновиот обид кој дојде во Франкфурт лани повторно го има името Балено, но за разлика од моделот од 99-та, познатата ознака сега ќе ја носи автомобил кој е на границата меѓу компактната и субкомпактната класа. Со други зборови ќе биде многу блиску поставен до младешкиот Свифт. Само 15 сантиметри разлика во должина меѓу нив доволно го диференцираат за да го доживуваме како посериозен модел наменет повеќе за семејно ориентирани купувачи. Тоа посебно се сваќа од внатрешноста која со поголемата практичност и изразена флексибилност ќе се бори со староседелците на пазарот дури и во компактната класа. Опрема и модерни технологии не му недостасуваат, кои заедно со стилскиот дизајн ќе го наменат Балено како пропорционална нивна алтернатива, од која се очекува да ја добие согласноста на европските купувачи. А тие согласно своето традиционално сваќање за поимот автомобил ќе се радуваат на неговите 4 должински метри, бидејќи ќе им овозможат лесно пробивање низ урбаните јадра на стариот континент. Плюс на тоа, карактеристиките со кои моделите на Сузуки громогласно се наметнуваат, ќе ги натераат да размислуваат авангардно во поглед на иновациите кои се ограничени на добро испробани решенија. За место меѓу нив ќе се бори и хибридното решение со интегриран стартер генератор и литиум-јонска батерија која собира енергијата за регенерација. Тоа значително ја зголемува ефикасноста на познатиот 1,2 литарски агрегат со 90 коњски сили. Алтернатива е новиот еднолитарски турбомотор кој е способен од своите 3 цилиндри да извлече 112 коњски сили. Довербата во новите технологии ќе ја оправда со потрошувачка од 4,5 литри гориво и емисија од 105 грама на километар јаглерод диоксид. Во Сузуки и на двете верзии на Балено гледаат како на оптимално решение за оние кои ја ценат хармоничната комбинација на перформансите, економичноста, пакувањето и стилот. А тој со 100% согласност со стратегијата на Сузуки нема да ве собори од нозе, но токму благодарение на таквиот пристап ниту пак некој ќе може да најде замерка на вечно младиот изглед со кој верно се илустрира истрајноста на моделите на јапонскиот производител.
Малобројните модерни детали покажуваат дека Балено сепак е производ на современото време и дека како таков ќе биде предводник на провокациите што ќе следат од Сузуки во идно време. Имајќи на ум дека спротивставеностите се привлекуваат, не треба да се биде толку строг кон него, бидејќи Балено како сосема нов проект на марката ја отвора вратата кон иднината и за некои други модели. Купувачите зборуваа, а BMW слушаше. Меѓу бројните нови и унапредени моторцикли за моделската 2016 е и специјалната изведба на R1200 GS со ознака Triple Black. Веќе самото име за него доволно кажува. Најдобро продаваниот моторцикл во светот целиот е во црно. На некои ќе им изгледа крволочен, но балансот меѓу трите нијанси црна BMW го најде со сивите компоненти и неколкуте сребрени детали. Тие задржуваат визуелната рамнотежа на ниво за да се каже дека изгледа елегантно, секси и софистицирано. Централниот поклопец на резервоарот, неговите страници и предниот калник се лакирани со металик боја. Заедно со црно елоксираната вилушка на легендарниот ендуро модел му даваат неверојатна мускулеста појава. Моќно изгледаат и во сиво акцентираните рамка, мотор, менувач и задно ослонување на кои се додадени сјајните црни жичени тркала познати од R1200 GS Adventure. Ново црно-сиво седиште со истакната GS апликација на сопатничкиот дел ја заокружуваат црната едиција на сетеренскиот двотркалец на BMW. Од техничка страна, специјалната опрема е засилена со новиот ABS Pro систем оптимизиран со работа во свиоци. Додадено и динамичко светло на сопирачките кое функционира во корелација со Riding Modes Pro режимот на возење. Безкомпромисниот став на овој моторцикл му го обезбедува познатиот боксер мотор, кој со својата сила го реинтерпретира неговиот ендуро карактер. Неговите 110 конски сили се повеќе од доволни за секое барање, од брз излет до оближните планини до патување на другиот крај на континентот. Иако максималната брзина му е преко 200 км на час, изменетата крива на вртежниот момент и посебно подесената електроника го преферираат теренското возење. Како и кај Adventure, изведбата и истражувањата на дивините се олеснети со зголемениот од на амортизацијата за 20 мм во однос на стандардниот R1200 GS, дополнителните заштити на механичките делови и резерварот од 33 литри. Појавувањето на оваа специјално изработена едиција им го одзема најсилното оружје на опонентите на GS серијата, кои тврдат дека најслабата страна и е естетиката. Но ниту тие не ги оспоруваат главните карактеристики кои ја направија славна – цврстината и издржливоста. Шпанскиот дел од групацијата Volkswagen подолго време немаше адекватен модел. Со пристигнувањето на Атека, сега Сеат ги има аргументите во своја рака. Со Атека, шпанската филијала на германците има шанси да направи големи бројки. Од повеќе причини. Пред се популарноста на спортско корисните возила, потоа модуларноста што ја користат сите припадници на групацијата Volkswagen, се разбира и технологијата, но Seat става свој личен печат на новата Атека. Благодарение на мојот шпански колега од Auto Best Жирито, ние имаме прилика меѓу првите во светот да ви прикажеме импресиите од првите возења на Seat Атека. Дали тој навистина ќе оствари својата улога е прерано да зборуваме, но судејќи според впечатоците на мојот шпански колега, сите аргументи ги има за одличен старт и добар финиш.
Иако доцни, сеат Атека доаѓа во вистинско време и во вистинско пакување и идеално се вклопува во портфолиото на марката. Компактното спортско корисно возило ќе овозможи шпанците конечно да одговорат на барањата на купувачите и да се надеваат на повисока стапка на раст на продажбата. Тоа ќе го обезбедат добро искомбинираната естетика, динамичните квалитети на Леон и габаритите на лидерот во сегментот Nissan Qashqai. Затоа и во кратки црти кажано се доживува како возило кое мудро ги држи во залог вашите мисли. Располага со добар XDS систем кој целосно го елиминира подуправувањето, нешто што не е многу забавно да се доживее. А спортско корисните возила со поголема тежина во носот, подолга амортизација и повисоко тежиште се подложни на тоа. Кај нив овие карактеристики имаат тенденција да им ја одземат агилноста, што по правило треба да ја делат заедно со платформата од компактните хеджбеци. И кај Атека се чувствува повисокото тежиште и помалата агилност од Леон, но разликата е помала отколку кај другите споредливи модели од овој тип. Плюс на тоа, Леон како референтна точка е поставен повисоко бидејќи е посупериорен и поагилен во динамичкото однесување од останатите во сегментот. Резултатот е дека Атека, иако спортско корисно возило, сепак е пргав модел, кај кој е ставен поголем акцент на спортското возење. За љубениците во марката би рекле, сепак е Seat. Гамата ја започнува со еднолитарскиот мотор од 110 конски сили и 3 цилиндри, но вистинското пакување ќе биде со еднолитарскиот 4-цилиндерчен TSI со автоматско исклучување на цилиндрите и 150 конски сили. На располагање ќе бидат и 3 TDI агрегати, еден од 1,6 литри и 110 конски сили и 2 дволитарски со 150 и 190 коњи. Атека ќе биде достапна со мануелен или DSG менувач. Кај верзиите со интегрален погон на сите тркала, на возачот ќе му биде овозможено да бира помеѓу повеќе различни режими на возење, освен еко, комфорт и спорт, кои веќе се среќаваат кај Леон со погон на сите тркала, додадени се и други два за возење на снег и терен. Променетата испорака на вртежниот момент кај нив овозможува возење на прагот на дејствувањето на ABS-от и ESP системите. Сепак и двата режима овозможуваат пролизгување на тркалата во возење за да се обезбеди подребната агилност во однесувањето. Од друга страна пак, XDS системот кој има функција да ја контролира тракцијата и да го имитира дејството на блокирачки диференцијал, работи ефикасно и го спречува пролизгувањето на тркалата во акција. Погонскиот систем е изведен со електронски контролирана Haldex спојка, како и кај другите модели на Volkswagen групацијата. Способен е за испраќање до 100% вртежен момент на задните тркала кога е потребно, а со помош на XDS софтверот ги решава проблемите настанати и кога едно тркало е во воздух. Тој кога ќе детектира дека некое тркало веќе не е во допир со земјата, ја активира неговата сопирачка, со што силата се испраќа на другото тркало од парот. Теоретски системот може да го испрати целиот вртежен момент на само едно тркало во случај другите три да пролизгуваат. Растојанието од подлогата од 18,7 см не е ниту премногу високо, ниту премногу ниско, што е доволно да иницира внимателност на екстремно лоши подлоги и покрај доброто влечење што го обезбедува Haldex системот. Атека добро се снаоѓа на странични косини, а аглите на пристапување се во рамките на вообичаеното од овој сегмент. Но, како и многу други спортско корисни возила со нејзина големина, главните ограничувања се пневматиците со ниска адхезија и слабата заштита на подвозјето. Од долгата листа на опремата кај Атека интересно е отварањето на задната врата со мафтање со нога. Овој систем веќе е виден кај другите модели, но кај малку од нив исто така со мафтање таа се затвора. Кога пак при отворање вратата ќе најде на некоја пречка, предупредува со звучен сигнал и запира, функција што е идеална за ниски затворени паркинзи. Во Атека може да се сретнат и вообичаените конективни системи кои ќе овозможат во автомобилот да ги употребуваме нашите мобилни апликации. Функционално и индуктивното полнење на батеријата на телефонот, а она што не е убедливо е големината на екранот од само 5 инчи во послабо опремените верзии. Друга нова функција е достапноста на 2D и 3D периферен приказ со помош на камери.
Може да се избере камерата да прикажува широк агол за да се овозможи визуелен поглед при паркирање и маневрирање, или пак да се ужива во птичја перспектива на околината, овозможена од комплексниот софтвер за обработка на сликата. На терен предната камера дава поглед што има пред или од страна на возилото и точна позиција на тркалата. Сеата тека ќе се најде во продажба пред почетокот на летото, со цени кои во Шпанија ќе започнуваат испод 20.000 евра. Ford Mustang не е само спортски автомобил, тоа е легенда која живее благодарејќи и на ваквите иницијативи. Имено на радост на сите оние кои стандардниот Мустанг, макар и во своето најмокно издание не им е доволен, постојат и вакви негови верзии. Така половина век по легендарниот тркач Shelby GT350H, Ford, Hertz и Shelby повторно ги здружија силите и ја прославија годишнината со специјалната едиција наречена Mustang Shelby GT-H. На почеток ќе кажеме дека она Х во ознаката се однесува на Hertz Rent-A-Car, бидејќи до овој тркач ексклузивно ќе може да се дојде само со изнајмување од нивната мрежа, која во Америка брои преку 3200 локации. Но Mustang Shelby GT-H нема да биде достапен насекаде, бидејќи ќе биде произведен само во 140 примероци, сите со 5-литарскиот V8 мотор со 435 конски сили, кого го имавме на тест пред 2 емисии. Од стандардниот Мустанг ќе се разликува и по специјалната боја на екстериерот со 2 златни ленти по целата должина, а поинакви се и хаубата и предниот и задниот спойлер. Со помош на зачинетиот издувен систем звучи и поинакво, а такво и возењето со него заради посебно подлесеното подвозје и 19-инчните тркала со високо перформансни Michelin пневматици. Но ако планирате рана посета на Америка, ќе бидете разочарени, бидејќи Ford Mustang Shelby GT-H ќе биде на располагање дури од крајот на мај. Колку и да се моќни камионите на Volvo, помоќна ова видео за автоматизираниот iShift менувач за кој зборувавме минатата недела. Имено да не се остане секако што се вели само на хартија, швеѓаните решија со помош на својата креативна продукција на вистински начин да ни ги прикажат можностите на овој автоматизиран менувач со додадени степени за пренос за бавно возење. За таа цел го ангажираа Магнус Самуелсон, кој во 1998 година ја освои титулата за најсилен човек на светот. Го ставија зад управувачот на најмокниот серијски камион во светот, моделот FH16 со 750 конски сили, на кој му закачија 40 контейнери исполнети со резервни делови. Колку да звучи невозможно, комбинацијата од влечниот воз долга 300 метри и тешка дури 750 тони успеа да помине 100 метри со брзина од само 500 метри на час, податок кој всушност ја представува вистинската употребна вредност на новиот iShift менувач со додадени степени на пренос за бавно возење. И тоа по снег, бидејќи во Гетеборг, каде беше организиран настанот, се уште е зима. Volvo официјално не кажува, но низ кулоарите се зборува дека најголемиот проблем не било и наетењето на системите за сопирање на бројните приколки закачени за камионот, туку обезбедувањето на товарот што тој требал да го повлече. За производство на стотиците тони резервни делови за кои реално немало потребна, биле потребни цели месеци. Toyota RAV4 е присутна на светскиот пазар повеќе од 2 децении, но со рестайлингот на актуелната генерација таа ја покажува сета своја зрелост. Да не зборуваме само за дизајнот, туку и за пропорциите, но и технологијата која се вградува во неа.
На денешниот тест ќе ви го прикажеме моделот со хибридна технологија, кој обединува 2,5 литрен бензински мотор со 2 електромотори. Но пред да го возиме RAV4 и тоа во доста предизвикувачки услови, да видиме во внатрешноста што е направено. Внатрешноста на Toyota RAV4 е многу просторна. Има многу простор не само на предните, туку и на задните седишта. Таа е направена да пружи гостопримство на 4 патници и на многу подолги патувања. Со претходната генерација, односно со актуелнава генерација, но пред да настапи рестайлингот, со RAV4 имав поминато повеќе од 4000 километри во кои се чувствував извонредно удобно. Истиот впечаток го имам и за рестайлингот, но погледнете ја само внатрешноста. Многу повеќе е посветено внимание на деталите. Централниот гребен е направен со одредени облими и се гледа комбинацијата на кожа и алкантара. Исто така седиштата се комотни, има многу простор на нив, а самата игра на алкантара, кожа и текстил ја прави многу поинтересна внатрешноста. Што се однесува на првиот поглед се е во најдобар ред, но Toyota тврдоглаво се задржа на некои елементи кои ја прават чудна по прашање на дизајнот. Еве, например, за модусите на возење. Тие се три. Имаме да возиме само на струја, потоа еколошки модус на возење и спортски. Но прекинувачите се сместени далеку доле, дури и ќе ви треба да се поместите од возачкото седиште за да ги забележите. Тука се сместени исто и командите за греачи на седиштата, додека USB портот е оправдано што е толку ниско поставен. При динамично возење многумина возачи би сакале да го исклучат ESP-то. По долго барање, каде се наоѓа копчето, установивме дека е токму горе збутано, дури и на непрегледно место. Но ова не се одразува директно врз ергономијата и удобноста на возењето. А кога сме кај возењето, многу би сакал да го испробам овој хибриден систем. Таа е опремена со 2,5 литрен бензински мотор во предниот дел и во предниот дел е сместен и електромотор. Имаме уште еден електромотор, тоа е на задната оска каде што се сместени и батериите. Ние нема да го возиме ниту во град, ниту по асфалт, бидејќи во градски услови и во услови кога го возите на автопат и регионални патишта, ова е вистинска крстарица. Но сепак RAV4 по вокација е спортско корисно возило, па да видиме како се снаоѓа на патишта кои се подобни за спортско корисни возила. Како и останатите хибридни модели на Toyota, RAV4 е скроен да биде еколошки и економичен. Во тоа му помагаат двата електромотори, како што реков, сместени, едниот испод хаубата, а другиот на задната оска. Така да и избегнат и карданскиот систем, бидејќи електромоторот кој е сместен на задната оска е задолжен за пропулзија на задните тркала. Со овој систем се добива многу помала тежина, бидејќи најголем проблем на хибридните и електричните возила е тежината поради батериите. Комбинацијата на бензинскиот и електромоторите дава вкупна сила од 197 конски сили. Со тоа движењето е сосема безгрижно. Забрзувањата се повеќе од задоволителни.
Напротив, во спортскиот модус на возење имате чувство како возилото да полудува. Тоа чувство го интензивира безстепениот конусен ЦВТ менувач, кој како да нема крај, а чувствувате дека неговиот звук не се смирува се додека не ја постигнете саканата брзина. Кога сме кај реакцијата на командите, тука не можам баш најповолно да се изразам за RAV4-ката. Сигурно се запрашувате зошто. Тежината на двата мотори, зборам на оној бензинскиот и на електромоторот, се тежиште на предниот дел. Кога возите побрзо и имате подинамични реакции, односно маневри, како што имам јас сега, ова беше интересно, тогаш се предниот дел е склон на надуправување. Вие можете да му дадете команда, но тој ја следи инерцијата и продолжува право. Се разбира дека за искусните возачи ова нема да биде голем предизвик, бидејќи е забавно кога се вози. По овие нерамнини многу добро се чувствува и амортизацијата, а таа многу добро се однесува, не е тврда, иако го возам RAV4 во спортски модус на возење. Закаснетата реакција на ES5 е оправдана и таа во спортски модус на возење треба и да биде таква. Тежината на празното возило изнесува 1750 кг, но таа тежина воопшто не се однесува на агилноста и не дава последици врз динамичното возење. Единствен проблем на оваа тежина е надуправувањето кое се јавува секогаш кога ќе возите динамично и влегувате во свиок. Тоа чувство не може да ми се отргне, бидејќи влегувајќи од свиок во свиок забележувам дека тоа е со зголемувањето на брзината се понагласено. Но RAV4 не е направен да возите рели со него. Тој е направен да служи во цивилни цели. А кога сме кај цивилните цели и потреби, тогаш можам со мирно срце да заклучам дека новата, односно обновената гама на RAV4 со хибридниот мотор е нешто посебно. Посебно е затоа што и цената е прилагодена на условите на пазарот. Неговата продажна цена е некаде околу 37.000 евра во екзекутив ниво на опременост. Тоа ние што го возиме. Погонот на сите тркала, иако хибриден, како и хибридниот електричен погон, ви даваат извонредна автономија, но и чувство на припадност. Припадност во една категорија на возачи кои се грижат не само за околината и економичноста, туку и за мајката земја. Кога сме кај економичноста, морам да обрнам внимание на неколку параметри. Во градски услови на возење, Toyota пропишува просечна потрошувачка од 5,2 литри, што е извонредно амбициозно. Кога ја возев со најголемо внимание и кога ја притискав педалата за газ сосема полека и култивирано, јас успеав во градски услови да забележам потрошувачка од 6,3 литри бензин на изминати 100 километри. Што се случува кога ќе излезете на автопат? Ништо посебно. RAV4 со хибридниот погон го возите и управувате како и секое друго возило. Јас имав шанси и со зголемено темпо, односно зголемена брзина на возење, да поминам повеќе од 80 километри, каде што забележав потрошувачка од 8,2 литри, што е повеќе од прифатливо за 2,5 литрен бензински мотор подпомогнат со хибридна технологија.
доколку повнимателно возите, односно не сте агресивен возач, она чувство што го реков на надуправување кое се јавува во свиоците, нема никогаш да го почувствувате. Но звукот на моторот и перформансата понекогаш и најпитомите возачи ќе ги натера да ја стиснат педалата за забрзување до даска, а тогаш нека бидат подготвени малку и да се борат со возилото. Овој пат ми дозволува да се борам многу повеќе со Toyota RAV4. Тоа задоволство ќе го задржам само за себе. А до следната емисија, која е за 7 дена, ве поздравувам и ви ветувам уште нови возбудувања и интересни возила на тест. До гледање.